Вистинското време да ги вклучиме и Маја и Игор. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Добро вечер или добро вечер и до гостите во твоето студио. Јас имам нормално контра прашања за господинот Петровски. Наспроти моите конзервативни, како што рековте, јас ќе додадам дека се само реален поглед на проблемите кои ги нуди Фејсбукот и другите интернет програми за социјализација. Вие во своето излагање пред малку имавте на невообичаено футуристичка теза за Фејсбукот и останатите програми. Рековте дека со еден клик, со целата оваа комуникација, ние одиме напред како човештво, па можеби и до Бога. Па еве во тој контекст едно интересно прашање. Се сеќавате сигурно вие како познат блогер од Македонија, на случајот кога почина ненадено нашата најголема звезда Тоше Проески, каде што дента кога беше погребот се отворија на интернет портали за да се запали свеќа. Па чисто ваш коментар за ова. Мислите ли дека навистина можеме да го замениме чувство, религиозното чувство со одење во црква да се запали свеќа за покојникот со еден клик на компјутерот? Повелете, господине Петровски. Не дирајте за црквата. Моето футуристичко гледање на примената на технологијата не е апропо или во паралела на Facebook. Јас мислам дека ова само една меѓускала, меѓустепеница кон остварување на нашите потенцијали. И ми се чини дека тие се толку огромни, со толку големи можности, што креаторите на, да речеме, ај сега да не бидам некој светски заговор да отварам тука пред нас, креаторите, односно познавачите на потенцијалот на човекот, мораат да ни даваат кришка по кришка, за да не ни се испржи мозокот. Затоа може би нет генерација како меѓускалило во смисол дека пред човекот на утрешнината се отвара еден бескрајен океан на информации. Сега останува сепак на поединецот колку ќе се подигне. Меѓутоа, веројатно ќе треба генерации и генерации кои што ќе го вталожат тоа во генетскиот код да го подигнат човекот до можеби неговите прататковци од некои други планети. Многу често се злоупотребуваат податоците од интернет. Еве вие дали сте имале пример каде што ваш пријател кој имал прилика да биде поставен на вашиот профил на Facebook со фотографија, а без да знае он, дали ви искоментирал во негативен контекст, дали се побунил зошто бил ставен без негово знаење, без негова дозвола. Сте имали ли таков пример? Не. Никогаш досега не сте имале во некој негативен контекст некого да сте може би не од она што вие сте го ставале на интернет. Или некој да познавате. Еве јас на пример исто имам Facebook. Видите, да не се разбереме погрешно. Јас воопшто не сметам дека е некоја значајна алатка Facebook. Да, но знаете ли дека сите но само го користам бидејќи имам можност да го користам. Да, луѓето не сакаат да ги видат кога не се добро излезени на слика. Да не се разбереме повторно погрешно, јас никогаш не сум проверил кои се тие 4800 луѓе. Сега можеби звучи малку арогантно, меѓутоа тоа е вистината и во интерес на вистината интелектуалецот мора да ги брани своите ставови, дури ако бидат нападнати од јавноста. Знаете што, тие луѓе дошле. Како дошле, тоа е сега еден процес кој што е сложен да се објасни. Меѓутоа тука сме и ако имаме можност да комуницираме, јас го земам тоа како една убава алатка да комуницираме. Ако можеме да се видиме, ќе се видиме. Ако не можеме, продолжуваме понатака. Јас навистина сакам дебатава да ја вкорпорирам во моите убедувања и моите верувања за човекот на утрешнината. Добро, така, Маја? Само уште едно кратко во контекст на она што значи заштита на личните податоци. Свесни сте и вие, иако и јас и вие кажавте дека не сте ги прочитали условите за користење на Фејсбукот, дека се што е ставено на него и на интернет може да се користи во иднина без разлика дали потоа ќе се одлогирате од истиот. Затоа постојат и фотомонтажи. Нели е злоупотреба на личните податоци и на сето на што ќе го оставите вие со добра намера некој од вашите фотографии да направи фотомонтажа каде што ќе го наруши вашиот углед? Како тоа да се заштитиме? Како да ви кажам, не ме интересира. Кој што сака може да прави. Мислам дека
не само на Facebook, и во реалниот живот може да се направат многу проблеми ако некој се стреми да направи проблеми. И барем јас можам да ви посведочам низ личен пример дека навистина и од новинари сум имал многу проблеми и многу монтажи. Па еве ме, тука сум жив, сум, одиме понатака. Така што така што едноставно на Facebook не сум ги оставил моите релевантни бројки од картици и матични броеви, а мислам дека ако некој сака да ги најде, може да ги најде и на друг начин, не преку Facebook. Да. Државата има апарат кој што е многу помоќен од Facebook. Добро. Професоре Андоновски, она аналогија што ја направивте со Топшоп, колку и да беше забавна, беше премногу еластично толкување на она што го мислев кога велам иднината пристигна, значи не мислам на тоа дека добивме квалитет во меѓучовечките односи, туку добивме една цивилизацијска, крупна цивилизацијска придобивка, неограничена комуникација. Значи, тоа е една работа. Второ, кога викате порнофилмот не е ентар, или сцените на интернет, и читањето на една еротска сцена во врвно-кличевно дело не е ентар, но е високо ценета и се восхитуваме. Од друга страна, сватете го ова како комплимент, папакот на светот е дело на кое што лесно можете да се навлечете, зарем тоа не е книжевен аутизам, кога веќе зборувате за електронски аутизам? Прво, немам намера да се карам. Второ, кога вие читате една книга, вие ја создавате сликата еротска во вашата глава, а не е тоа една иста слика што е проектирана во порнофилм. Но, ајде нека биде и така. Мене ми попречи малку, затоа ја употребив таа аналогија со Топшоп. Не е баш така. Не е тоа едно копче магично, и јас сум убеден дека вие знаете дека не е така. Но има деца кои стварно веруваат дека со едно копче. Јас ќе ви покажам, ако имате време, кога ќе поминете од филолошки факултет, некои семинарски работи кои се правили на едно копче. Сите личат една на друга. Избришан е персоналитетот, избришан е субјективитетот и тоа е она што мене ме плаши. А јас, ако добро ме слушавте, ама вие слушавте само она што не ви одговара. Јас реков, потребна е широка и итна едукација да се популаризираат овие алатки, но да се популаризираат на еден вистински начин, да им користат на деца. Инаку дека постои опасност, постои. Никој не го спорува моментот дека е потребна едукација, но во контекст на отуѓување на човекот. Да. Со колку луѓе комуницира еден човек кога чита книга? Зарем и тоа не е отуѓување? Сепак во одредена мерка, и тоа знае да биде опиум